Еј, брат, не знаеш што ми се деси. По 15 денари ми наплатија 2 кеси. Па ти кажав ја и вчера треба да си земеш торба. Така немаше да дојде оваква борба. Еве, земи си едно кесенце, едно овакво, од платно. Ти можеш да земеш и обично, не мора да ти е волку уникатно. Абе, ова со законов нема ништо да смени. Само ќе си се богатат некои бизнисмени. Не, веруе ми, Марче. Ова е најдобрата одлука донесена до сега. Секоја кеса јунака завршува у депонија, тоа не и бега. Селекција и третман на кеси е тешко и скапо. А ти ги купуваш кесите и ги фрлаш и си викаш, добро бе, ако. Ма 5000 тони пластика, бе, Марче. Малце ли е тоа? Пред 20 години луѓето си носеле вакви торби, што им фалело тоаш? Добро, окей, ај. Реално ова со кесиве можда можам да го сварам. Ма не можам сега јака од тебе со екологијава да се замарам. Ти кажав дека се осеќам стресно. Ај жити се кажи нешто поинтересно. Како бе, брат, да ти кажам нешто поинтересно? Кога ти со пластично шише се стварно ме ставаш утесно. Добро, треба ли секој пат кога купуваш у маркет да ти држам стража? 100 пати сум ти рекол, никако пластична амбалажа. Во Скопје во наше не се дише. Сигурно нема да смени нешто едно хартивче или шише. Добро, едно нема, фала Богу. Ама едно по едно секој ден? Смени многу. Абе, џабе збориш. Џабе се трудиш да си еко. Луѓето немаат пари ниту за леп, ниту за млеко. Купив пластика за да заштедам некоја пара. Стаклото поскапо се наплаќа и не ме тере да се кара. Ама ѓубре на депонија штети и на почва, и на воздух, и на вода. Сакаш да гледаме уште една нова аерозагадувачка епизода? Добро, ако јас рециклирам по денови цели, значи комуналец го плаќаме џабе, нели? Значи, селектирање и рециклирање не е исто. Запамти дека се различни и ќе бидеме на чисто. Тоа што ти го збориш, тоа ти е селекција на амбалажа, а преработка во фабрика, тоа ти е рециклажа. Добро, окей. За ова знам по нешто, ама фабрики за рециклирање кај нас тешко. Човек се труди, селектира, се мачи често и отпадот пак на крај си завршува на исто место. Значи, рециклирање се врши во Скопје, Велес, Кавадарци и Куманда. Ги запамти? Сега ще ги повторам наново. Забега и ти, а? Колку луѓе селектираат отпад кај нас? 2-3 што да знам јас. Плюс тебе ти е лесно. Контејнер за селектирање отпад имаш пред зграда. Јас дори да отидам да селектирам отпад ќе ми порасне брат. Се слагам, нема доволно контејнери. Ама и ти можеш да поводиш 2-3 чекори, нели? Сега ми изнервира. Од утре Марче за инат почнува да селектира. Нема да биде лесно како песна, ама ме придоби вешто. Дефинитивно мора да се превземе нешто. Еј, од еден муавет за 2 кеси види до кај дојдовме и што се деси. А ти гледачу, пред малиот екран, Дали ќе се приклучиш во еколошкиот бран? верувај, екологистите имаат и акција и план. На тебе е редот. Земи го зелениот волан.